Овде дојдов да го поддржам генералот, да ја поддржам опозицијата цела, која честно сака да го турне овој режим од власт. Ние, како граѓани на Република Македонија, после објавените разговори што ги слушнавме, мислам дека секој чесен граѓанин, без разлика на верска, етничка и партиска припадност, треба, ако има малку човечност во него и малку она дирливо што кај секој човек што се буди во одредени моменти, да дојде, да ни се придружи и да види, мислам тие виделе веќе дека ова е катастрофа што ни се случува. Не ќе да го повторувам генералот што кажа дека на Жарновски му се нарачуваат шамари. Па замислете, јас сум во инвалидна количка, мене ако ми се да ми нарача некој шамари, ќе ми нарача, ќе ми тепа цела фамилија, јас ќе си стојам, ќе си гледам, не можам друго да направам. А сите од вас се многу храбри, цела Македонија, сите што стојат на нозе се многу похрабри од мене. Верувајте луѓе, похрабри сте. Јас седам во количка, па сум дошол овде да дадам некоја подршка, колку можам толку, ја давам подршката. Значи, не можам моите деца да ги замислам во ендек да бидат фрлени. Замислете дека вие што стоите овде, дека на секој од вас ова сега што го прават, ќе продолжат да го прават и понатаму со поголем интензитет ако и дозволим. Значи, ова е срамно, ова е гнасно. Ова не знам како, немам зборови да го опишам ова. Значи, самиот да се плашам како да си појдам дома. Зошто? Од кој да се плашам јас? Затоа што јас сум ги гласал. Од нив треба да се плашам. Јас сум гласал затоа што сум мислел дека за доброто на татковината ќе придонесам нешто. Јас сега видов дека уствари со нас владее криминална банда. Нарачување на шамари, па доправа не знам што ќе слушнеме. Не дај Боже да слушнеме и нарачување на убиства. Уште тоа ни фали да бидеме комплетни.